Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено, кое денеска е посветено на свечениот настан студентската извонредност, сјајот на Укло. Се работи за настан на кој на најдобрите 43 студенти на прв цикл студии на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, кои се јавија на конкурсот за наградување на извонредност при студирањето, инаку распишен од ректоратот на Укло во соработка со амбасадата на Народна република Кина во Скопје, и беа врачени заслужените признанија и награди. Ова е уште една од низата активности за поддршка на Укло студентската заедница, а со цел да им се даде заслужено признание на студентите кои покажале посветеност, труд и успех во своите академски, но и во наставни и креативни активности. На настанот, во присуство на ректорскиот менеджмент, декани, професори, родители на наградените студенти, се доделија награди во 3 категории. Највисок успех во студирањето на студенти запишани во академските 2022-2023 година и 2023-2024 година, потоа најдобри трудови на годишната студентска конференција одржана во 2024 и третата категорија извонредност и сестреност во студирањето. Присутните на настанот, кој се одржа во Кино Манаки во Битола, ги поздрави ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, професор доктор Игор Неделковски. Неговото обраќање ви го пренесуваме во целост. Ќе започнам со еден напис кој вчера се појави во јавните медиуми. А тоа беше дека за 7 години бројот на основци и средношколци во Република Македонија е намален за 17.000, а бројот на студенти за 7.000 студенти. И новинарот ги анализираше причините кои што се врзани со миграцијата. Ние на Укло сме горди дека во ваква ситуација минатата година успеавме да го зголемиме бројот на студенти новозапишани во прва година за повеќе од 12%, а на втор циклус и уште повеќе. Тоа се должи дека се грижиме за секој студент. Студентите ни се најбитни. Затоа ја наоѓаме секоја можност да најдеме средства да ги поддржиме нивните активности. Кога советничката од амбасадата на Народна република Кина ми испрати идеја да склучиме договор за доделување на 40 едногодишни, се надевам ќе станат традиција, школарини за нашите студенти на прв циклус студии, веднаш ја прифатив и целата административна постапка ја завршивме буквално за 2 дена. Нивната идеја ми беше испратена на 4 декември, на 5 декември беше тука нашата председателка Гордана Силјановска, на 6 го подпишавме договорот и веќе потоа го објавивме конкурсот. Ова го кажувам, бидејќи повторувам. Ја користиме секоја прилика, домашна или странска, да ве поддржиме вас, драги студенти. Но, ние знаеме дека универзитетот секоја година ги наградува најдобро дипломираните студенти, кои покажале највисок просек во студирањето. Оваа година, покрај тие награди кои што ќе ги делиме традиционално секој декември по повод одбележувањето на нашиот патрон, се одлучивме да ги наградиме студентите со донацијата
од амбасадата на пониските години во студирање, но за извонредност. За прв пат даваме награди во 3 категории. Нормално, првата категорија, оние што имаат највисок просек. Се знае, оние кои што најповеќе се посветиле на своето студирање. И тие студенти секогаш треба да се одликуваат. Втората категорија, најдобрите научни студентски трудови презентирани на годишната студентска научна конференција, која веќе стана традиционална. Почна од 2022 година да се одржува. Треба да му се даде признание на тие студенти кои што се вложиле со своите професори, напишале научни студентски трудови. И третата категорија за сестраност, односно извонредност. Тука доделуваме награди на студенти кои покрај покажаниот висок успех во студирањето покажале и воннаставни активности. Биле учесници во студентските тела, во студентските активности, во спорт, во дружење, во културни настани, учесници во заедницата, бидејќи добриот студент и добриот жител на една држава не го прави само високиот просек, многу е битно да бидиме активни учесници во заедницата и да придонесуваме на секој можен начин во просперитетот. На крајот ќе завршам со мотото под кое оваа година започнуваме кампања за привлекување на нови студенти, но и за задржување вас постојните. Тоа го работиме во рамките на проектот Colors. Тука ни е нашата раководителка, академска раководителка и раководителот на проектот Colors. Кампањата е под мотото Корени и крилја. Што тоа значи? Со студирањето на УКЛО сакаме да овозможиме да останете на своите корени. Секој пат за секој човек е најбитно во животот да биде на своите корени. Но тие корени да не ве врзуваат за местото каде што сте, туку да добиете крилја. Во овој случај европски крилја како дел од Colors алијансата. Затоа и денешниот настан и денешните одликувања што ќе ги добиете, знајте дека се тоа корени и крилја. Сакаме да ве задржиме, оваа држава треба да ве задржи, а да добиете крилја, да со вакви донации и други можности да не се осеќате запоставени, бидејќи живеете во една земја на крајот од Европа, туку да бидете рамноправни со студенти од Европската Унија. Ви благодарам. По обраќањето на ректорот Нетелковски следеше доделувањето на наградите и признанијата. За тоа, по музичката пауза. Останете со нас на 90,8 МГц. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Срце отвори, дојди ми ти, душа одмори во мој миг, во
slika. Се во нас, се во нас. Сакам да те викам, мојот сон, мојот сон. Сакам да те чувам цела ноќ, цела ноќ. Срце отвори, дојди ми ти, дојди ми ти. Душа одмори во овој миг, во овој миг. Пушти прикази, ке помине се за ноќ или две. Срце отвори, дојди ми ти, о, дојди ми ти. Никој како јас, никој како јас. Знаеш ли, знаеш ли? Срце отвори, дојди ми ти, дојди ми ти. Душа одмори во овој миг, во овој миг. Пушти прикази, ке помине се за ноќ или две. Никој не те сака тебе, никој не те сака тебе, како јас те сакам. Никој не те сака тебе, никој не те сака тебе, како јас те сакам. Веќе кажавме дека на настана од студентската извонредност јајот на УКЛО беа доделени награди и признанија на 43 студенти во 3 категории. Во првата категорија, највисок успех во студирањето, како извонредност за студенти запишани во академските 2022-2023 и 2023-2024 година, се доделија 22 награди. Селекцијата на најдобрите ги извршија самите единици на УКЛО соодветно на нивната евиденција. Наградите во оваа категорија ги врачи проректорот за настава на УКЛО, професор доктор Цветко Андреевски, кој честитајќи им на наградените рече: Во овој период, кога квалитетот на образованието генерално, меѓутоа и на високото образование, паѓа според сите оние оценки кои што се прават, огромно е задоволството што имаме вакви студенти што може да се похвалат со голем просек. Овие студенти заслужуваат да бидат наградени, овие студенти заслужуваат да студираат бесплатно, меѓутоа ова ќе им биде и поттик за натамошни големи успеси и промовирање себе си, но и промовирање на универзитетот во нашата држава, меѓутоа и во странство. Ред е да ги кажеме имињата на наградените студенти во оваа категорија. Тука се Ана Анастасова од Педагошкиот факултет, Евгенија Оджаклиевска од Економскиот факултет и Ива Алампиовска исто така од Економскиот факултет, кои имаат просек 10. Марија Наумовска од Факултетот за туризам и гостителство и Марија Неделковска од Економскиот факултет, просек 9,88. Викторија Бардаровска од Правниот факултет, просек 9,85. Михаела Станиќ од Педагошкиот факултет и нејзиниот колега Димитар Атанасовски, исто така од Педагошкиот факултет, се со просек 9,83. Андреја Ристевска од Техничкиот факултет, 9,80. Елена Гичевска и Тамара Гелевска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии се со просек 9,75. Николина Лозановска, исто така од ФИКТ, просек 9,73. Наградена Ивона Дронова од Факултетот за безбедност со просек 9,70. Јована Стојановска од Факултетот за туризам и гостителство, просек 9,69.
Борис Гушевски од Техничкиот факултет 9,55, Михаила Атанасовска од Факултетот за биотехнички науки просек 9,45, Александар Наумовски од Ветеринарниот факултет 9,44, Сандра Мирчевска од Правниот факултет 9,30, Јована Петковска од Факултетот за безбедност со просек 9,28, Мартина Аврамовска од Факултетот за биотехнички науки просек 9,18, Марија Стојановска од Високата медицинска школа со просек 8,73 и Емилија Христовска од Технолошко-техничкиот факултет со просек 8,13. Проректорот за наука на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Горан Илич, ги врати наградите во втората категорија – најдобри трудови на годишната студентска конференција. Тука првично беа предвидени 3 награди, но заради изедначеноста на оценките и коментарите на членовите на Комисијата за студентски работи на УКЛО, која ги ценеше трудовите и презентациите на денот на одржувањето на Универзитетската студентска конференција 2024, а секако имајќи го во предвид високиот квалитет на студентските трудови, во оваа категорија 3 награди се доделија на 6 студенти. При врачувањето на наградите, проректорот Илик меѓу другото подсети дека најдобрите трудови презентирани на конференцијата се објавуваат во студентското списание Нови хоризонти. Денешниот ден навистина представува извонреден настан со кој што ние како универзитет го уважуваме трудот кој што нашите студенти го декларираат и афирмираат во нивното целодневно функционирање и работење во рамките на нашите единици, факултетите, но и во сите оние воннаставни активности во кои што тие учествуваат. Нашиот универзитет, особено со ова раководство, може да се пофали дека исклучително инвестира и во воннаставните и во неформални активности на нашите студенти, држејќи ги во една поширока академска универзитетска мрежа на функционирање. Со организирањето на првата годишна конференција за презентација на научни трудови на нашите студенти, со проректорката која што задолжена за студентските работи, ние заклучивме дека го направивме вистинскиот чекор за нашиот универзитет и навистина откривме едно големо богатство кој што се криеше, притоа никој од нас не го знаел. Богатството е интелектуалниот потенцијал на нашите студенти и секако нивните ментори, кои што преку стручно и научно истражувачката работа дефинитивно уште во првата година успеа да постигнат импресивни резултати. Благодарение на таквите заложби на актуелната ректорска управа, начело со ректорот на универзитетот, ние покренавме иницијатива и го формиравме првото македонско научно-стручно студентско списание Нови хоризонти или New Horizons, каде што одлучивме трудовите кои што ќе се презентираат на годишните студентски конференции да се објавуваат во него. Се со цел да им дадеме меѓународна репутација и што поголема видливост. Дефинитивно можем да кажем и од позиција на проректор за наука задолжен за координација и работа со научните списанија на нашиот универзитет, дека студентските трудови дефинитивно представуваат импресивни научно-истражувачки трудови, работени меѓу студентите и нивните професори, ментори. Тоа представува сериозен инпут во квалитетот на нашиот универзитет и неговата не само локална или национална етабираност, туку и меѓународна етабираност, бидејќи трудовите со кои што нашите студенти заедно со нивните ментори настапуваат, не сврстуваат нас и како Македонија, но и како универзитет, рамо до рамо со сите оние други народи и држави кои што инвестираат во науката и во истражувањето, бидејќи нашите студенти представуваат и фундамент во развојот на нашето општество, а ние како универзитет сме универзитет фокусиран во интерес на заедницата, универзитет фокусиран на студентите, бидејќи студентите представуваат наш фундамент. Ви благодарам многу. Наградени студенти во категоријата најдобри трудови на годишната студентска конференција 2024 се Марија Талевска од Високата медицинска школа, која својот труд го работеше под менторство на предавачот магистер Денис Арсовски,
Бесјона Јосуфи од Педагошкиот факултет, која работеше под менторство на професор доктор Силвана Колевска-Нешковска, Христијан Стојановски од Високата медицинска школа, кој работеше под менторство на предавачот магистар Денис Арсовски, потоа Христијан Делов од Техничкиот факултет, кој работеше под менторство на асистент магистер Горан Велјановски и професор доктор Методија Атанасовски, Марија Петковска од Факултетот за биотехнички науки, која на низиниот труд работеше со менторите професор доктор Џулијана Томовска и професор доктор Весна Карапетковска Христова и Христијан Стојановски од Техничкиот факултет за трудот кој што го работеше под менторство на професор доктор Наташа Мојсовска. Наградите во третата категорија за извонредност и сестраност во студирањето ги додели проректорката професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Тука се доделија 15 награди според критериумите постигнат успех и ангажираност во активности од неколку домени, и тоа во наставни активности, колорс, проектните активности и учество на годишната студентска конференција. Студентите се срцето на нашиот универзитет. Успехот на секој студент е и наш успех и признание дека сме на вистинскиот пат, рече проректорката Буневска-Талевска при врачувањето на наградите и продолжи. Всушност, оваа трета категорија, наградите за извонредност и сестреност, се потврда дека Универзитетот Свети Климент Охридски воспоставил рамнотежа помеѓу она што значи академски успех, ноу-хау или практично знаење и секако меки вештини кои ми овозможуваат на студентите да бидат активни и во воннаставните активности. Ние ќе продолжиме да ги инспирираме и мотивираме студентите, да ја поттикнуваме нивната креативност и мотивираност, а верувам дека сите вие ќе продолжите да не поддржувате на нашиот пат. Наградени студенти во третата категорија се Тамара Тасеска од Економскиот факултет, Кристијан Саламовски од Ветеринарниот факултет, Стојанка Ќупчева од Педагошкиот факултет, Петар Митревски од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, како и Симеон Наловски од истиот факултет, Ангела Дуковска од Педагошкиот факултет, Катерина Стојковска од Факултетот за безбедност, Софија Тренеска од Факултетот за туризам и гостителство, Александар Ристевски од Правниот факултет, Стефан Најдовски од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, Емилија Дамчевска од Правниот факултет, Марија Стојановска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, Даниел Јошев од Техничкиот факултет, Христо Динев од Економскиот факултет и Сара Цветановска од Факултетот за туризам и гостителство. Сите тие пример за упорност, креативност и професионализам. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубов, љубов нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол махнеш, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, сите радости се најстрекни во мај. И ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои и нина. Само љубов, љубов нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај ми, дај, ти дај ми само
На настанот студентската извореност сјајот на УКЛО на 7 студенти им се доделија сертификати за учество во специфични активности, работилници, обуки, проекти и курсеви реализирани во рамките на програмата Colors. При доделувањето на сертификатите, академската раководителка на УКЛО Colors, професорот доктор Рената Петревска-Нечковска, колажно ги прикажа едногодишните активности на УКЛО во Colors, програма која има за цел да поттикне развој на иновации, мултикултурни вредности и соработка на глобално ниво. Еве што рече таа во изјавата за медиумите. На денешниот настан на УКЛО Colors, на кој што славиме извонредност, всушност сакаме да потенцираме дека извонредноста и сестраноста се карактеристики што се градат низ целото студирање, не само со учење на академските субјекти, предмети, квалификации и знања, туку со многу поголеми и најразлични ангажмани во текот на студирањето. Тие, согласно правилниците и сите работи кои што ги трасиравме за студентите на УКЛО, веќе бидуваат вреднувани како со ИКТС кредити, така и со најразлични дипломи, сертификати. Нашите студенти градат компетенции и го збогатуваат своето CV. Тоа планираме да го продолжиме секако со УКЛО Colors, односно со нивното учество, па и платено во организацијските работи на Европската универзитетска алијанса Colors и низ следните години, а се надеваме за секогаш и понатаму, додека трае универзитетот, нека бидат тоа стотици години во кои што оно што сме го граделе денес ке трае. Затоа денес за прв пат покрај колажот на сите работи што се случувале во УКЛО Colors во 2024 година до сега и првите сертификати за позначајен ангажман, односно семестрално вложен труд на студенти со нивните ментори. Станува збор за 2 семестрални курсеви и ангажмани. Едниот е глобални виртуелни тимови, кој што беше работен во минатиот семестар, координатор универзитетот во Падерборн, ни учествувавме ние како УКЛО и други 3 универзитети кои што не се во алијансата. И другиот е научи Moodle, курсот за микроквалификација кој што го спремија студенти под менторство на наши професори и е всушност основата според која што сите кадри и студенти ќе можат да се обучат за да ги креираат тие микроквалификации во иднината кои што се една главна компонента во алијансата. Сертификати од УКЛО Colors добија Ева Нешковска, Благица Наумова, Теодора Силјановска, Антуанела Наумовска, Марија Михајловска, Ангела Петрова и Андреј Тошевски. Во рамки на манифестацијата, ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски, наведе амбасадорот на Народна република Кина во Скопје, Ксу Леј, му додели благодарница, а гостино доби пригодна колекција од УКЛО Colors. Редакцијата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола им честита на сите студенти за успехот, постигнувањата и добиените признанија, со порака да продолжат со посветеност и труд да напредуваат во својот академски пат и да изградат успешни професионални кариери. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Kako što ti veli
Укло ФМ, Битола, март 2025 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk